вашето излагање. Честитки за организацијата на оваа трибина. Ова што кажате за оние што ги имате тројцата, мислам дека во историјата не може да се дава предимство на историјата, има континуитет. Спомнал дека непосредно во годините по мојот, јас се зборувам за тоа дали е Илинденско или Илинденско-Преображенско восстание. Затоа што се на набрзо комисијата ќе дојде во ситуација се расправаат за Гоце Делчев, меѓутоа набрзо ќе дојдат во ситуација да расправаат и за Илинденското восстание. По самостојувањето во Македонија еден политичар ќе излезе со став дека македонската историја под влијание на југословенската 50 години забранува да се употребува вистинското име со кое останиците го нарекувале Илинден, а тоа е Илинденско-Преображенско восстание. Тогаш во координирана акција на тајната македонско-одјанска револуционарна организација во исто време се крена восстание на два места. Илинденското во Крушево, Македонија и Преображенското во Странджа, Бугарија. Сите акции, дури и штабот биле заеднички. Ако тоа го зборува историјата, ние немаме ништо против заеднички да се прослави моментот кога македонските и бугарските восстаници соработувале против турската империја. Сигурно дека овие зборови искажени од еден висок политичар од македонската политичка сцена, како историчари не би требало да не воземирува, бидејќи политичарите, знаете, имаат слободно да кажат било што претходно, да имаат било какви светлања за тоа, а и да не сносат никакви последици. Од друга страна, ние историчарите го немаме тоа право. Ние историчарите мораме претходно да имаме добра аргументација и факти за оно што ќе го кажеме. Исто така за заедничко чествување излезе еден друг премиер, кој што изјави дека дел од историчарите не сака да го прифатат предизвикот што им го нудат политичарите. Пазите, политичарите нудат предизвици на историчарите. И сметам дека во минатото немало доволно добра клима и политичка волја за тоа. Образложението и на двајцата им е далеко од историската вистина. Но оно што го направи сегашниот премиер, ја мислам дека ги минува сите претходни. Уште пред подпишувањето на договорот за добрососедство, пријателство и соработка со Бугарија, како градоначалник на Струјница, денешниот премиер со брусилка ги избриша зборовите од споменикот подигнат во чест на Благо Јанков Мучето, дека истиот е убиен од бугарски курш. И тоа постојано го повторуваше како негов признанец под добрососедските и пријателските односи со Бугарија. Меѓутоа, ако такво нешто направиме некој од нас, тоа значи скренавање на споменици, ќе биде затворен и ќе биде казнен. Меѓутоа, тоа не се случи и уште повеќе во контекст на добрососедските и пријателските односи со Бугарија во својство на премиер, тој ќе извади дека голем дел од историјата со Бугарија е заедничка и дека во македонските учебници ќе биде променето се она што не е во дух на соработка помеѓу двете држави. И дури дека ние сме братски народ, ние сме еден и същ народ. Само како спознание, македонските учебници беа прогласени за едни од најдобрите учебници на Европа. Затоа што се со најмалку содржина и сврлени се сите зборови кои што зборот за омрза или непријателство, се учебници од 80 до 100 страници, во кои што имате повеќе фотографии од колку што имате текст. За разлика од учебниците во Бугарија, каде што еден учебник има околу 400, 300-400 страници. И сега ние дојдовме во ситуација да се формираат мешовите македонска-бугарска експертска комисија со цел да се изврши денационализација и деполитизација на минатото и да се усогласат ставовите како деловите од историјата во учениците да биде прикажана на начин кој нема да биде навредив за никого. А и до сега не беа навредиви за никого. И во тој контекст да се извојат датуми за заедничко чествување. Познато е досега комисијата што направи, по октомври треба таа работа да ја заврши и да поднесе на владите на двете држави настани и личности кои што треба да бидат за заедничко чествување.
Значи, сметам дека цекањето околу датумите и личностите и настаните од македонската историја ќе продолжат, имајќи предвид дека се работи за политички формирани комисии кои мора да дадат резултати. А политичките одлуки во случајот треба да бидат потврдени од научни работници со изговор дека политиката немала никаков удел во сето тоа. За мене дежаву. Исто така, често споменуван датум за земјното чествување и Илинденското востание. Меѓутоа, бугарите сакаат тоа да милуваат да го кажат како Илинденско преображенско востание. Во тој контекст, пред формирањето на овие мешовите комисии беше одржана една средба на македонските и бугарските историчари во Ману, овде и професорот Миновски, кој што исто така беше присутен, едно 10-15 бугарски историчари, македонски историчари седнат на вака на маса да дискутираме за прашањето, меѓутоа бугарското настојување беше само заедничко чествување на Илинден. Составот уште пред да почне и заврши, повеќе не се состави. Тие настојуваат да стават равенство меѓу Илинденското и преображенското востание. Дури се појава и тврдење дека во документите се зборува за преображенско и Илинденско востание, но македонските историчари ги фалсификувале документите. Меѓутоа, документите се неумолими. А Илинден е исклучиво македонски празник. Кој мисли кој инаку се лаже и себе си другите. Тоа што голем дел од организацијата на востанието одело преку Бугарија не значи дека тоа е бугарско. Истата е водат пред се македонски револуционери, македонската револуционерна организација, како секоја илегална организација барала помош за реализирање на своите идеи и цели. Во организирањето на востанието го вложила целиот свој физички и материјален потенцијал за тоа да биде што подобро организиран. Од своја страна, Бугарија вети 200.000 штикови како помош на македонските востаници. Ниту тој ниту ги видел. Уште повеќе, Илинденското востание живее само во меморијата на македонскиот народ, бидејќи само тој ја прифати одлуката на организацијата да се крене да учествува и да го води и на крајот да ги трби последиците од востанието. Никој друг народ од Балканот не учествуваше во тоа. Сега, во Бугарија, споменот за Илинден започнува да се чествува во 20-тите години на 20 век. Кој го чествува? Го чествува македонската емиграција, бидејќи тој живеел во меморијата на македонците кои во Бугарија биле организирани во друштва кои делувале на разни начини, објавуваат дневни вестници и имаа свое влијание во животот на македонската емиграција. Според постојната документација, прославите по повод Илинденското востание започнале да се организираат во Бугарија од страна на македонската емиграција пред Балканските и Првата светска война. Тие беа неорганизирани. Меѓутоа, организираното построување на Илинденското востание започнува по формирањето на Илинденската организација во 1923 година. Една од задачите на друштвото била активноста за негување на традициите на македонските револуционерни борби, тоест да се популаризира македонската историја, македонскиот хероизам, македонското самосознание. Во нивна организација се отпочнало со одбележување на годишнините од убиствата на македонските револуционери. Значи, да го скратам, да не зборувам многу затоа што сме четворица поведничари. Значи, чествувањето на Илинден меѓу македонската емиграција се одбележувала со панихиди во црквите, говори за значењето на Илинденското востание и посети на гробовите на истакнатите македонски револуционери, а се организирале и весели. На самите манифестации учествувале голем број македонски емигранти. Например, на прославата од востанието во 1922 година во Соцој учествувале неколку десетици илјади македонски емигранти, а во 1924 година учествувале 30.000 македонски емигранти. Чествувањето на Илинден во 1923 година било збогатено и со пренесувањето на посмртните останки на Гоце Делчев во просториите на Илинденската организација во Софија. На 2 август 23 година во куќата на Чаков, посмртните останки на Гоце Делчев биле пренесени во црквата Света Недела. Во процесијето учествувало раководното тело на Илинденската организација
и Националниот комитет на македонската емиграција. Посмртните останки биле положени во специјален саркофаг на кој било запишано: ги заколнуваме поколенијата овие кости да бидат погребени во престолнината на независна Македонија. Во црквата саркофагот останал до 5 август 1923 година, кога биле пренесени во канцеларијата на Илинденската организација. Во 1924 година честувањето на Илинден од македонската емиграција во Бугарија започнува да покрива политички димензии. Од страна на Националниот комитет на Сојузот на македонските емиграции во Бугарија, кои биле про-врховистички настроени, бил воведен посебен ден на Македонија, со што Илинден бил сведен само на патронен празник на Илинденската организација и покрај фактот што Илинден македонската емиграција во Бугарија го доживувала како символ на македонската борбеност и македонски ден. А за Илинденската организација го символизирал најголемиот момент во историјата на македонското национално ослободително движење. Со воведувањето на Ден на Македонија, Националниот комитет сметал дека полека да се изгуби споменот на Илинденското востание меѓу македонската емиграција во Бугарија и со смртта на низиниот последен член, празнувањето зимени да суки. Што значи Илинден, дури во 30 годишнината од Илинденското востание не била одржана поради тоа што управата на престолнината го забранила одржувањето на правителство. Што значи Илинден за македонските емиграција во Бугарија најдобро покажува обидот на Националниот комитет на македонските братства да го замени чествувањето на Илинден со духовно, дури направили духовни обид. Во однос на тоа, во еден вестник се истакнува: Врховистичкиот национален комитет сака да му наложи на македонскиот народ и емиграцијата Свети Дух како Ден на Македонија. Тоа беше неопходно за врховизмот за да одречи вистинскиот Ден на Македонија Илинден, за да се фрли маска врз првата македонска револуција и по таков начин да не дозволи на македонските маси да црпат од неа полки и вдахновение за револуционерна борба. Тие не сакаат да го прифатат и чествуваат Свети Дух како свој, зашто тоа е врховистички ден кој нема никаква врска со историјата на македонската ослободителна борба. Робена Македонија си има свој историски величествен Илинден, во кој целиот македонски народ востана со оружје во рака за национално и социјално ослободување, за слободна и независна Македонија. За разлика од чествувањето во Бугарија во делот на Македонија во рамките на кралството СКС Југославија било забрането чествувањето на Илинден. Чествувањето единствено можело да се организира тај. Дури и одењето на мечки камен било забрането за оние кои што сакале да го посетат на тој ден од српските власти. Единствено комунистичката партија на Македонија масовно го организирала Илинден со масовни демонстрации кои што биле спречувани од српските власти. Би сакал да потцртам една работа: дали бугарите го чувствуваат Илинден за свој празник? Се бугарскиот сојуз Отец Пајси, кој како политичка вонпартиско здружение имал за цел народносно и државно самозачувување на целиот бугарски народ и на сите бугари, каде што се наоѓаат, ги повикал бугарите во странство да ги празнуваат следните значајни датуми: 3 март ослободувањето на Бугарија, 24 мај Свети Кирил и Методий и 27 септември ден на Отец Пајси. 27 ноември потпишување на Нејскиот договор. Овој список Илинден како бугарски празник не постои. Што било и сосема нормално, бидејќи тој бил одбележуван единствено од Илинденската организација во која било организирани македонците во Бугарија и во нивната меморија живеел Илинден. Меѓутоа, што се случува? Првиот бугарин кој што присуствувал на прослава на Илинден официјално од власта е градоначалникот на Варна, кој што во 1939 година го посетува чествување. Меѓутоа, почетокот на Втората светска војна прави пресврстница во однос на чествувањето на Илинден од страна на Бугарија.
Во ситуација кога Бугарија ќе се наоѓала пред реализирањето на својот вековен сон припојување на Македонија, бугарската држава видела голема можност елиненското востание да биде искористено во пропагандни цели и да се представи како едно од најголемите бугарски востанија. Таа улога на себе ја презела Дирекцијата за национална пропаганда, која била формирана на 5 април 1941 година со цел да работи на одбрана на интересите на Бугарија. Првата можност јавно да ја промовира својата активност, Дирекцијата за пропаганда ја имала во пресек на годишнината од Илинденското востание во 1941 година. Тогаш за прв пат од 1903 година бугарската држава преку вестникот Целокупна Бугарија излегува со соопштение дека во новата историја на Бугарија Илинде го зазеде местото на највисока пројава на бугарското воинство. И покрај тоа што и самите признавале дека Илинден бил до вчера знаме на борбата која Македонија ја водела за своето ослободување. Одеднаш бугарските институции, а и самата бугарска држава станале многу свесни наводници за значењето на Илинденското востание. Истите почнале да го сметаат Илинденското востание како востание кое според покажаната сила на духот, по бројот на учесниците и дадените жртви го заземала првото место во редицата востанија за ослободување на бугарскиот народ. И така, 3 години бугарите до 41, 42, 43 година го чествуваат Илинден во Македонија, меѓутоа 44 година поради приближувањето више на капитулацијата, тие през 44-та престануваат да го чествуваат. Прашањето како дојде до тоа да го именуваат Илинденско преображенско востание. Во 1900 по повод 65 годишнината од чествувањето на Илинденското востание во Бугарија, на една седница на централна на бугарската на политбюрото на Бугарската комунистичка партија донесена е одлука каде што официјално било побарано востанието да се вика Илинденско преображенско востание и да се смета за заедничка борба на бугарите од Македонија и Траќа. При чествувањето, раководството на комунистичката партија им доделило специјални награди на некогашните учесници во националните борби во двете области. Значи, од страна на бугарските историчари, водачите на востанието биле именувани како големи бугарски патриоти. Значи, на седница на Политбюро на Бугарската комунистичка партија 65 година е донесена одлука ова востание да се именува како Илинденско преображенско востание, што во основа нема никаква врска со оно што го зборуваат документите. Сум прелистал илјадници документи и бугарски од бугарска архива во кој што не можете да сретнете збор дека во времето на припремите на востанието тоа било именувано како Илинденско преображенско востание. Ова е политичка одлука на Политбюро, на тело кое што и ние денеска се наоѓаме пред истите одлуки од страна на политички формирани комисии кои што треба да ни дадат директиви на историчарите како ќе треба понатаму да се однесуваме кон сопствената историја. Очекуваме, историјата на еден народ се пишува самиот народ. И ја пишуваат историчарите на тој народ. Не може други да ви се мешаат во колективната меморија или во сопствената генеалогија и да ви кажуваат кој сте, што сте. Тоа е работа на македонските историчари. Благодарам.